Почитувани, ви посакувам Божи благослов. Што е тоа да се биде христијанин? И како таков, кон што треба тој да се стреми? Дефиницијата за оваа прашање би било ова. Тоа е личност која исповедува и верува во Исус Христос, или побожност која е втемелена на Христовото учење. Тоа е добра основа да одговориме на прашањето: што значи да бидеш христијанин, вистински верник, наново роден преку Светиот Дух? Зборот христијанин во Новиот Завет е употребен 3 пати. Во Дела на апостолите 11 глава 26 стих, 26 глава 28 стих од Дела на апостолите и првото писмо од апостол Петар 4 глава 16 стих. Сите оние што го следеле Исус, за прв пат биле наречени христијани во градот Антиохија. Така ги нарекле, бидејќи нивниот начин на однесување, активност и зборување наликувал во сообразност со она што го објави Христос. Зборот христијанин буквално значи припадник на Христос или следбеник на Христос, тој што целосно му се посветил на неговото учење. Но мора да признаеме, за жал во текот на историјата, зборот христијанин во голем дел го изгуби своето првобитно значење и често пати се користи од некој кој е само религиозен или има изградено своји лични морални вредности, кој во севкупниот живот не го одразува христијанството како што го објави Исус Христос. Има многумина кои не му се воопшто посветени на Исус, а сепак во својата религиозна определба се изјаснуваат дека се христијани, па дури и спремни се да војуваат за христијанството, бранејќи го туги нехристијански религии. Така се изјаснуваат бидејќи одат во христијански храмови или живеат во нација каде што се декларира за христијанска. Но одење во храм или црква не го прави никого вистински христијанин, ниту пак го прави да биде добар во моралот и етиката. Да се биде формално член на христијанството и да се прават надворешни дела засновани од човечки фактор, никого не го прави Христов следбеник. Библијата учи дека добрите дела не се прифатливи за Бог како средство за спасение. Павле на многу места тоа го објаснува во своите писма, посебно во Тит 3 глава 5 стих. Не спаси, тој вели, не врз основа на праведните дела, што сме ги направиле, туку по својата милост, преку капењето на новораѓањето и обновувањето на Светиот Дух. Да се биде христијанин значи да се роди некој од озгора од небото, од самиот Бог преку Светиот Дух. Тоа што Исус му го рече на Никодим во Евангелието според Јован, 3 глава 3 стих. Откако ќе стане нова личност, ново создание, тој ја полага сета своја доверба во Исус и живее во согласност со неговото учење. Павле во тој поглед јасно го дефинирал спасението. По благодат сте спасени преку верата. Тоа не е од вас самите, тоа е Божи дар. Вистинскиот христијанин е човек кој ја ставил својата доверба во личноста и делото на Исус Христос, вклучувајќи неговата смрт на крстот, платата и откупот за нашите гревови, како и неговото воскресение на третиот ден по неговата смрт. Апостол Јован за таквите христијани вели дека се овластени и имаат Божи печат. Еве што пишува Библијата: а на сите што го примија, на тие што веруваат во неговото име, им даде право или власт да станат Божи деца. Евангелие според Јован, 1 глава, 12 стих. А како препознатливост и обележие дека некој е христијанин е љубовта и послушноста кон неговиот објавен Божи збор. Вистинскиот христијанин е вистинско Божјо дете и е дел од севкупното Божјо семејство
имајќи целосно нов живот во Исус Христос нашиот Господ. Дали ти си донел одлука за да бидеш вистински следбеник на Исус? Ако не си ја донел оваа одлука, денес е погоден ден за одлука. Зашто тоа ќе ти биде вечен капитал, што никој не може да ти го одземе, а тоа е вечен живот. Како такви христијани, ние имаме една многу важна задача, а тоа е да се стремиме кон светост. Бидејќи светоста е Божја заповед, која не повикува со зборовите: бидете свети, зашто јас сум свет. Или, како што вели апостол Павле, а без светост никој не може да го види Господ Исус Христос. Потоа истиот апостол во 6 глава 22 стих од Римјаните вели: вашиот плод е светост, а крајот вечен живот. Зборувам почовечки, заради слабоста на вашето тело. Како што некогаш ги предадовте вашите членови да им служат на нечистотата и на беззаконието за беззаконство, така сега предадете ги вашите членови да и служат на правдата за осветување. Римјаните 6 глава 19 стих. Христијанинот е човек наново роден, кој е свет во Христос и истовремено се осветува преку добриот живот што сака да го живее. Павле зборува за слабоста на телото. Нема дилема дека искуството на секој христијанин е такво, какво што го читаме во овој стих. Телото е навистина слабо и постојано влече назад, сака да греши, да прави нечестни нешта, да му се удоволи по секоја цена и да ги прави оние нешта што му се забрануваат. Едноставно речено, телото го сака тоа што го наследи од Адам, да греши и да се бунтува против Бог. Понекогаш и по многу години, како зрел верник, некој ќе направи грешки што ги правил како кога бил безбожник. Но бидејќи има нова природа, тој брзо ќе се покае, ќе жали и нема да остане во гревот. Преку нанова раѓањето, тие, верните, имаат нова природа, духовна, која им е дадена од Бог преку Христос и се во постојана борба со грешните желби кои војуваат против духот. Тие понекогаш се изморуваат од борбата во нивната внатрешност и се чувствуваат немокни, но често пати или речиси секојаш се чувствуваат како херои, кога знаат дека многу грешки и гревови што ги правеле во минатото сега веќе не ги прават, ниту помислуваат да ги прават. Затоа Павле вели: вие некогаш, што е минато време, живеевте во нечистотата. Вашите членови или органи, раце, нозе, уши, очи и се вкупниот живот беа во служба на беззаконието кое произведуваше беззаконие. Еден грев влечеше друг грев, еден престап друг престап и се така во недоглед. Павле ги советува верните да не ги употребуваат своите органи како што порано ги употребувале во служба на гревот. Сега, како верници, секој орган со новата духовна природа треба да биде насочена кон правдата и светост. Зошто не би ги послушале овие совети, кога знаеме дека ќе вродат изобилен плод, кој ќе ги направат христијаните многу посрекни и задоволни во време кога насекаде владее неправда, духовен отпад, себичност и секакви зли појави. Тоа е голема чест што Бог те удостоил да бидеш негова алатка за извршување на неговата совршена света волја. И тоа во време кога светот се распаѓа до целосно уништување. Дозволете му на духот да ве води и нема да ги извршувате делата на телото, како што рекол апостол Павле. Како пример ќе посочам неколку стихови во поглед на тоа. Но сега, откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бог, го имате вашиот плод осветувањето, а вечниот живот за крај. Зашто смртта е плата за грев, но благодатниот Божи дар е вечен живот во Христос Исус нашиот Господ. Тоа е запишано во Римјаните 6 глава 22 и 23 стих. И на самиот крај, најпосле, браќа, бараме и ве опоменуваме во Господ Исус да изобилувате повеќе во она што го примивте од нас,
како треба да живеете и да му угодувате на Бог како што и успевате во тоа. Имено знаете какви наредби ви дадовме во името на Господ Исус. Зашто ова е Божјата волја, вашето осветување, да се воздржувате од блудство, секој од вас да знае да го држи својот сад во светост и чест, не во похот на страст, како народите кои не го познаваат Бог. Тоа е запишено во Прво Солуњаните 4 глава, 1 до 5 стих. Ете, ако денес му се предадеш на Господ Исус Христос, поверуваш во Него, се покаеш од твоите гревови, Бог ќе те благослови. Ќе станеш вистински христијанин, наново роден, кој ќе живееш во светост, во правда, во мир, преку Светиот Дух. Божи благослов. Амин.